Најавениот штрajk на наставниците за 29 септември нема да ја прекине наставата во Штипските основни и средни училишта, ниту пак згрижувањето во градинките, тврдат од општина Штип во денешниот итен состанок со образовните директори. Заклучот е дека наставата мора да продолжи, значи истата ќе продолжи, без оглед на тоа дали или ќе нема штрajk, така што апелираме до сите граѓани на Штип и до родителите кои што имаат деца во детските градинки и во училиштата, истите редовно да доаѓаат настава, бидејќи наставата ќе продолжи без прекин. За ова да се реализира, кои наставниците штрекувачи ќе ги менува, веќе се знае. Како директори на училиштата и како менаџери ние сме одговорни за да наставата тече редовно и да функционира, учениците да не останат без наставниот процес. Замената престои, више се знаат наставниците кои ќе ги заменат, ако се пријави некој да учествува во штрajкот, тоа немаме ништо против, така да уште еднаш ќе повторам, наставата безпрекорно за тој наставен ден ќе си тече. По Охрид Штип е втората општина во државата каде јавно се кажа дека прекин на наставата нема да има, што беше причина за итен состанок на раководството на СОНК. Тоа е обид за воведување на легално штрajk во основното и средното образование, тоа е обид за намалување на правото на штрajk на работниците и штрajкот е легално и легитимно право на работниците, тоа е изразување на незадоволството, односно на волјата на работниците, секако дека локалните, односно централната власт треба да има обзир дека огромен број на работени, огромен број на работници не се задоволни од моменталната состојба. Во источниот регион има околу 2500 членови на СОНК, дел од нив главно членови на Штипскиот синдикат, наводно веќе донеле одлука своите права да ги бараат, но без штрajk. Ваквите информации од СОНК ниту ги потврдуваат, ниту ги демантираат. Значи ли ова дека штрajкот во Штип е неизвесен, е прашање на кое одговорот ќе се знае во понеделник. Во меѓувреме, наставниците веројатно ќе слушнат многу аргументи за и против штрajкот.